вечер од Вашингтон, ова е ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски јазик Newsflash. Јас сум Лилица Китановска. Крајот на годината обично е време за рекапитулации, за сумирања. И ако го поставиме прашањето што најмногу ја окупираше јавноста, одговорот е јасен – економијата. 2008 најверојатно ќе остане запаметена како најлоша година за глобалната економија со децении. А еве зошто? Годината започна со знаци дека економијата забавува, но без вистинско предупредување за предстојниот финансиски распад. Во февруари Американскиот конгрес усвои пакет за економско стимулирање со чекови за даночните обврзници кои требаше да ги намалат ефектите на она што многу економисти претпоставуваат дека ќе биде незначително паѓање. Во март почна пропаѓањето или спасувањето на најголемите американски инвестициски куќи, институции за кредити за домување, банки и осигурителни корпорации, сите врзани со индустријата за недвижнини. Економистот Джефри Клинк од Брукинс институцијата ситуацијата ја споредува со пациент во брза помош. There was a cardiac Тоа беше срцев удар, што се случи во октомври, каде видовме замрзнување на циркулацијата на пари низ економијата. Банките се плашеа да даваат кредити и престанаа да си позајмуваат и меѓу себе. Луѓето почнаа да паничат. Ова во САД не сме го виделе од 1930-тите. Кредитната стега брзо се рашири преку границите на САД, во Европа, Азија, насекаде. Централните банки на брзина вбризгуваа готовина во финансискиот систем и за спасување на финансиските фирми. Германскиот канцелар Ангела Меркел беше една од многуте лидери кои изразија фрустрација. Кредитната ситуација воопшто не е задоволителна. Интервениравме, но има уште работа да ги убедиме банките да го прават она што треба да го прават, да даваат кредити. Во октомври, Конгресот авторизираше $700 милиарди за спас на американските финансиски фирми. Секретарот за финансии Хенри Полсон бараше решение. Продолжуваме да работиме низ оваа сериозна финансиска криза. Има напредок, но патот е тежок. Но најлошото за обичните граѓани може би допрва следи. Економистите предвидуваат на тамошен пад на економијата и уште повисока невработеност. Американската автоиндустрија е во голем ризик од пропаѓање. Новоизбраниот председател Барак Обама вети агресивна програма за создавање на работни места за стимулирање на американската економија. Планот може да додаде $100 милиарди на веќе огромниот американски национален долг. Иронично, токму долгот во форма на ризични стамбени кредити беше основата на пропаста на американската индустрија за домување, откаде се започна. Менеджерот на пари Бернард Медов наводно проневерил $50 милиарди од негови клиенти на Wall Street. Медов во моментов е во куќен притвор во Њу Јорк додека трае истрагата, што треба да го утврди обемот на измамата. Еве што до сега се знае. Исчезнати се барем $50 милиарди како резултат на еднодецениска измама на брокерот од Wall Street Бернард Медов. Жртви се големи меѓународни банки, пензиски фондови, добротворни друштва и богати поединци, вклучувајќи и многу познати личности. Еден од нив е Морт Зукерман, собственик на весникот New York Daily News и US News магазинот. Неговиот добротворен труст од 30 милиони бил во рацете на Медов. Gone, disappeared, into the air, vanished. Режисерот Стивен Спилберг ставил 70% од средствата на неговата добротворна фондација, Wunderkind Foundation, исто така кај Медов. И тие пари сега ги нема. Скандалот на 70-годишниот Медов не бил откриен додека неговите собствени синови не го пријавиле. Поранешен банкарски регулатор Вилијам Сидман објаснува како функционира шемата позната како Понзи или пирамидална измама. Се земаат пари од нови инвеститори, со кои се исплаќаат старите, за кои е приход. И се додека влегуваат нови пари, ова функционира. Но проблеми за Медов почнале да се јавуваат кога економијата западнала во тешкоти и инвеститорите си ги побарале парите назад, околу $7 милиарди. Тука пукнал синџирот. Медов постојано презентирал скромна, но добивка на неговите клиенти, така што многумина и не се сомневале. Контактите на Медов произлегувале од многу извори. Еден од нив членување во кантри клубот Palm Beach во Флорида, каде многумина се пензионери. 76-годишниот Арнолд Синкин продавал теписи 54 години. Целата заштеда, $1 милион, ја предал на брокерот. Се загубивме. Се што планиравме, целиот наш живот исчезна.
Сенаторот Чарлс Шумер вели дека е непоимливо како Комисијата за надзор на промет со хартија од вредност потфрлила. А во меѓувреме, инвеститорите се уште се во темница. Никој од нив не знае колкав е глобалниот досег на проneверата. Оваа година магазинот Rolling Stone во своето специјално издание ја прогласи Арета Френклин за пејачка на сите времења. Кралицата на соулот има ново CD, но можеби поважно е што на 20 јануари таа ќе настапи во Вашингтон на церемонијата на инаугурација на новиот претседател на САД Барак Обама. За оваа музичка икона е нашиот следен прилог. Арета Френклин заработи почит и прва Греми награда за верзијата Респект на Отис Рединг. Како Арета Френклин го дефинира терминот дива? Diva. One who is very grand. One who... Дива е оној што е грандиозен, оној што има акредитиви и кој некогаш бил нарекуван тежок, вели таа. Sometimes been called difficult. Во филмот Blues Brothers, Френклин игра келнерка, мажена за гитаристот на бендот. Но за голем дел од последните 40 години, таа беше позната како кралица на соул. Дел од истото, пак го должи на начинот на кој музичките куќи работеле за лансирање на нови песни. Ми се допаѓа како ова излезе. Полека ме подготвуваа наместо да ме фрлат веднаш во стратосферата. Арета, што току го пушти во продажба своето ново CD. Траело долго, вели, зашто во Atlantic Records не верувале дека божичен албум е важен. За такво нешто секогаш има време. И сега беше времето. Таа изведува многу традиционални номери. Вели, планира и турнеја во Европа, но за следниот Божич. Нарачете бесплатен календар на Гласот на Америка за 2009. Пратете ни електронска порака со вашето име и презиме и полна поштенска адреса на macedonian@voanews.com. Со нарачката автоматски ќе започнете да добивате и бесплатен дневен преглед на вести на Гласот на Америка на македонски. И тоа беше се за оваа емисија на Гласот на Америка на македонски јазик Newsflash. Јас сум Лилица Китановска. Поздрав од Вашингтон, до гледање.